Тетово. Според народната легенда, името Тетово произлегува од необичен настан уште од турското робство. Во непосредна близина на градот, меѓу два рида, живеела голема змија од која се плашеле сите. Никој не се обидувал на страшната ѕверка да ѝ се спротивстави. Само некој тето ја имал храброста. Еден ден, наоружен со лаки стрела и со меч и штит, качен на својот конј, тој се упатил кон загрозеното место. Кога стигнал таму, се појавила змијата и му го попречила патот. Но тето не се исплашил, со една стрела ја предизвикал ѕверката. Змијата разлутена, со голема брзина се упатила кон пленот. Но тето бил бестрашен. Кога змијата се доближила до него, тој замавнал со остриот меч и ја совладал. Така луѓето биле ослободени од неа. Од тогаш, според легендата, местото каде што била убиена змијата со меч и штит, Калкан, било наречено Калкандели, а градот, на турски јазик, Калканделен. Во сеќавање на јунакот Тето пак, местното население на селбата ја нарекло со името Тетово. Другата верзија е дека името потекнува од старословенскиот збор хтети, сака, или хтетово, што значи сакано место. Околу средината на 15-тиот век, со отпаѓањето на буквата Х, населбата била преименувана во Тетово. Градот во минатото бил поделен на два дела, горна и долна чаршија. Низ калдрмата одекнувал тетовскиот дијалект, уникатен, интересен и богат. Но колку е сочуван тетовскиот дијалект, начинот на кој тетовци се изразуваат, зборимо ли уште тетоски? Дали знаете што значи зборот сандалија? Зборот сандалија, помодерен збор, столица. А окладжија? Тоа е сукало, ако сгрешите некој да ве подбере. А дали знаете што значи терсене? Па кој си таке настрана насаден тоа. Окладжија? Да. Офлагија знам шта е, а офладжија не знам. Окладија доаѓа од старовремско тоа ка овие што се мачка како ги вика вериги, како на вериги, па доле тоа железни са три ногичиња има. А сандалија? Сандалија не знам тоа да дизлаше, не знам, извините. Сандалија столица. Окладжија? Окладија сукало тоа што се меси. А терсене? Нешто наопако тетовски тие се изрази. Од турско останало тоа. Сандалија. Тоа е столица. Добро, а окладжија? Окладија е тоа за ставање тоа е округло дрво и се става за редење алишта. А може и да биде и за сучење комат. Исто е тоа. А терсене? Терсене човек е тоа, терсене. Наопако. Окладжија, знаете што значи? Кој се мешат на кој припремуваме да јадеме. А терсене? Не знам, тоа е турски јазик. Сандалија? Да. Тоа е турски збор. А значењето кое? Седиште, што седиш. Столица. Да, столица. А окладжија? Окладија не знам. А терсене? Терсен човек што не може да се разбере со njega, тера под негов. Сандалија, да, го знае. Кое е значење? Сандалија е збор кога се седиш. Столица. Столица, да. А окладжија? Окладија, тоа е турски збор. Пита се прави тоа. А терсене? Наопако, исто така, турски збор. Терсене човек, терсене. Иде по чосокак, тоа е.
За сукање се употребува окладжија со значење сукало, односно сукало со кое што се суче тесто. Во изговорот на оваа лексема ја потенцираме спецификата на градскиот тетовски говор, а тоа е препознавање на социолошкиот феномен редукција на вокалите под акцент. Конкретно за оваа лексема има редукција на вокалот во слог кој што е под акцент во групата ликвид плюс вокал, каде што при изговорот на вокалот А има затемнување и речиси овој изговор е приближен или еднаков со полугласот А. Станува збор за турска заемка, која што е оклава во стандардниот турски јазик, меѓутоа во тетовскиот регион се употребува оклаги, така што тетовци го имитираат изговорот на јазикот со престиж. Именките од турскиот јазик кои што завршуваат на самогласката И, кај нас, значи во нашиот јазик, се прошируваат со наставката Ија. Уште една специфика во врска со оваа лексема, која што би сакала да ја споменеме, е всушност заедничката специфика на градскиот тетовски говор со северните говори, а тоа е палатализацијата, односно консонантот Г, кога се наоѓа пред вокалот И, се палатализира, односно се смекнува и преоѓа во Ѓ. Кај нас, значи, изговорот е окладжија, а пак во централните македонски говори имаме чист изговор оклагија. Лексема за именување еден дел од мебелот на кој што се седи е сандалија со значење стол. Во градскиот тетовски говор оваа лексема има значење стол со потпирач. Тетовци ја изделуваат сандалија од другите видови столови, објаснувајќи сандалија тие што се за потпирање, коклица без потпирање. Станува збор за заемка, турска заемка, сандалие, со арапско потекло. Именките кои што во турскиот јазик завршуваат со наставката Је, во нашиот јазик се приспособени и се прошируваат со наставката Ија. Појава која што е специфика за градскиот тетовски говор, а секако е поврзана нели со оваа лексема, е редукција на вокалот во акцентиран, но и во неакцентиран слог, така што изговорот на вокалот А е затемнет и речиси се редуцира до еден ирационален звук, среден по изговор, меѓу гласот А и полугласот А. Во тетовскиот градски говор изговорот е сандалија, но во централните македонски говори сандалија. Лексемата терсене потекнува од турското терсине. Забележуваме замена на гласот И со гласот Е во средината на зборот. Оваа појава е карактеристична за многу мал број лексеми, главно во градскиот тетовски говор. Лексемата терсене ја разгледуваме и како придавка, но и како прилог за начин. Како придавка е со значење незгоден, настран, чуден и таа преземајќи се од турскиот јазик воопшто не се изменила, дури и ја задржала својата неменливост. Реченица каде што би ја конкретизирале како придавка, например, ама тој терсене мушје беше. Кога ја разгледуваме како прилог за начин од турско потекло, значењето е наопаку чудно. Пример, денеска терсене станав. Во другите дијалекти, доколку во својот дијалектен систем го имаат полугласот А, таа се изговара терсане, а доколку го немаат, нејзиниот изговор е терсане. Прашањето за употребата на дијалектот е едно одговорно прашање од нашиот живот. Дијалектот и служењето со дијалектот
не е само за препознавање во минатото, туку тоа треба да ни служи, дијалектите треба да ни служат за препознавање во иднината. Јас се обидував во својот литературен опус да се служам со дијалектот. Напишав една драма што се викаше "Ние малите луѓе сме големи чујеци", напишав монодрами како што е Господица Ика, Чај со рум. Мислев дека на таков начин ќе се доближам до нашиот тетовски човек, до нашето тетовско ормарче на македонската душа. Мислам дека и душата на македонецот во Тетос треба да се препознава со дијалектот. Дијалектите се начин на изразување и во книжевноста, како и во секојдневниот живот, зашто е потребно и на таков начин да се изразуваме, со оглед на тоа дека дијалектите се свежи врутоци на литературниот јазик и во таа смисла треба да ги користиме како свежи врутоци на литературниот јазик, како начин на обогатување на литературниот јазик, како начин на нашето препознавање во животот и во околината. Но веднаш треба да кажам дека во нашиот Тетово понекогаш дијалектот се уништува. Се уништува во основа со нови зборови, со непознати за тетовци. Кога ќе слушам ја меѓу луѓето кои што зборуваат на дијалект, а мислат дека зборуваат на дијалекти модерно, таке, ваке, наместо таќе или ваќе, кога ќе слушам никад, наместо никогаш, еден убав тетовски збор и никогаш како македонски збор, ја мислам дека нешто се одродува од нас. Дека е тоа начин ние и да се бунтуваме на таков начин на роварење во нашиот дијалект. Сепак, тоа е начин на нашето препознавање. Тетово сега не е тоа што некогаш беше. Дојдува луѓе од сите страни, и од други средини, и градски, и селски, се наметнува тоа што е дојденско, што не е тетовско, и тоа постепено се наметнува како нешто модерно, како нешто што треба да звучи поубаво отколку што нашиот дијалект звучи. Мислам дека по Сократовата максима сите ние треба да се првин себе да се препознаваме. Тоа значи дека тетовци треба да се препознават првин како тетовци, а после како друг дијалект, како друг начин на изразување. Да не забрајамо да зборимо тетовски.